Ова е еден од настапите на Стефча, некаде ширум светот ќе ни каже самиот тој добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата и за прекрасната најава. Добро ве најдов и ги поздравувам сите оние кои што редовно ја следат вашата програма. Ова е мој настап во Шкотска. Тоа е една катедрала, каде што настапувам, каде што можам да кажам дека шкотите, како познати нели по својот инструмент гајдата, ја имаат донесено на тоа ниво што имаат направено култ кон самата гајда. Имаат, да не кажам, обредно доживување кон гајдата, значи со почит кон тој инструмент, бидејќи тие знаат да ја негуваат и да ја чуваат својата традиција. Јас, побуден од моето гостување од Шкотска, донесов неколку идеи, уште пред добри 9-10 години, и тие идеи ги предложив во една од надлежните институции да можеме да реализираме нешто, да направиме и ние бренд на нашата гајда. Тоа, за среќа, некои ме послушаа, па успеа да ја внесат во УНЕСКО гајдата, и тоа е секако за почит, но тие што ја внесоа гајдата заборавија на вистинските уметници кои што ја свириме гајдата. Поради тие причини, идејата за правење на фестивал на гајдата е многу од порано, и не само на гајдата беше идејата да се направи некој фестивал кој што ќе даде свој белег и ќе дадеме еден бренд на светско ниво, каде што ќе ги негуваме овие инструменти, но не само на локално и на државно ниво, туку и на меѓународно ниво. Во смисол на таа културна размена на фестивали, тој спој или сојуз на тие фолклорни фестивали или музички фестивали и така натаму, но ова идеја не ја реализиравме пред добри 25-6 години. После моето гостување, како што кажав, дојдов до таа идеја да направиме и ние нешто за гајдата. Повторно ќе кажам, ги поздравувам тие што направија добро за гајдата, добробит, но ние не смееме да ги заборавиме тие кои што беа пред нас и на оние кои што оставаме ние нешто зад нас. И токму тоа е целта на еден ваков фестивал. Фестивалот ќе се вика Гласот на гајдата, многу интересно. Гласот на гајдата, да, бидејќи ние со гласот наш оставаме порака некаква, даваме некакво значение на нештото. Токму и тоа беше причината зашто овој фестивал го крстивме Гласот на гајдата. Гајдата е национален белег наш, на македонците. Гајдата е инструмент кој што во исто време знае да ве расположи, да ве развесели, но и во тажните моменти да ви блесне повторно на светла искра на надеж. Така и ние, како нација, како народ, како македонски народ, можеме на светско ниво да се фалиме кои сме и што сме со нашето музицирање, со нашите музички инструменти, со нашата музика пред се. Една од идеите беше да се направи музеј на музиката во Македонија. Значи, ова зборувам пред добри 10 на 15 години. Таа идеја сметам дека постои, што ме веќе изнесена, што ме изговорена, постои како таква. Да се направи музеј каде што ќе ги сплотиме институциите, да кажам. Институтот за фолклор, Факултетот за музичка уметност во Скопје, во Штип, средните музички училишта, ширум Македонија, каде што ќе може да се размени тоа искуство, бидејќи исто така идејата на овој фестивал е да се сплотиме, да се соединиме, да направиме нешто заеднички, не да се двоиме и да се докажуваме, да се надпреваруваме меѓу нас кој е подобар, кој е послаб или кој е поголем мајстор, а кој е помал мајстор. Значи, точно има некакво ниво на квалитет и треба да постои тоа ниво и треба да го признаеме тоа ниво на квалитет и да дадеме секако почит кон оние што се вистински мајстори во прав смисол на зборот. Така да, ова што јас пробам сам да го направам, и еве, слава на Бога, по Божја волја и промисла, сето тоа ќе се реализира. Ќе се реализира, да. Најавуваме прв меѓународен фестивал на гајдата, Гласот на гајдата. Кога, каде, кој се ќе учествува? Така. Планот беше многу порано да се направи ова, но еве, по Божја волја и промисла го правиме на 15 декември, тоа е понеделник, во градската библиотека Браќа Миладиновци во 19 часот.
Јас влезот е слободен, ги поканувам сите оние кои што се добронамерници, кои што сакаат да ја чујат гајдата, да дојдат и да ги чујат вистинските пионери и вистинските мајстори на својот инструмент. Така. Не дека останатите не се мајстори, ќе дојде следната година, ќе ги поканиме нив, тоа се оние помладите генерации, но првиот фестивал е токму направен бидејќи овие луѓе кои што ќе гостуваат сега, почнувајќи од требаше да дојде Ангеле Димовски, но Ангеле Димовски ни одложи поради фотографиите се поради токму годините. од луѓето што ќе Но учествуваат. доаѓа Гоце Димовски, доаѓа Горан Ангелов со својот син Александар од Штип, доаѓа Синиша Груевски од Кичево со својот син Теодор. Тука е Љупчо од Македонски Брод, Љупчо Најдовски, доаѓа Радко Златановски со својот внук. И тука сум јас со мојот син, еве го Теодор. Значи, кој што ќе настапиме. Пораката е како се пренесува гајдата од татко на син. Значи традицијата продолжува. Вие од вашиот дедо, татко, сега вие, но еве и вашиот син. И за среќа таа традиција продолжува во Македонија. Идејата беше, ако на времето 74 година, 1974, кога почнува еден многу значаен долненски фестивал, имало 300 гајдарџи. Така. Зошто да немаме денес ние 3000 гајдарџи? Јас во Шкотска кога бев, луѓето имаат таков култ кон гајдата, значи до тој степен имаат почит како народ, велам, и кон гајдарџиите, што тие ја внесуваат во гардата на кралицата гајдата, односно оркестрите, гајдарџиските оркестри. Така. Тоа е национален бенд, бенд кој што го поддржува државата. Нашата држава, за жал, не се сеќава на таквите моменти и не превземаат ништо оние кои што работат на таа проблематика. Во смисол да се зачува традицијата, да направат нешто за да остане нешто. Так. Значи, помеѓу мене и постариот возрастен гајдарџија има 15 до 20 години разлика. Велам од оние мајстори кои што оставиле белег во музичката историја. Зошто е таа толкова голема разлика ако ние сме имале во едно село од 300 куќи, Витолиште ќе го земам кај нас во Мариово, имало 150 гајдарџи. Па само во Долнени секоја куќа свираа гајди. Јас како дете знам кога е во Долнени. Каде се изгубија тие гајдарџи? Зошто таа традиција не ја пренесува на своите поколенија? Не дека нитката не постои, нели? Може би 10-та генерација ќе посегне по гајдата, но сето тоа треба да се промовира на овој начин преку проекти, да се поддржува. Апсолутно. Значи прво треба да се има голема љубов кон ова што се прави. Јас го правам ова своеволно. И сите овие кои што ќе дојдат на овој прв фестивал се луѓе пионери во свирењето на гајдата. Зошто велам пионери? Затоа што тој јас или тој вакуум простор кој што се создаде во изминатите години придонесе да останеме неколку луѓе кои што ќе се избројат на прсти гајдарџи во Македонија. Јас тука за жал не може да дојде и Иле, не дека немало гајдарџи, но велам добри мајстори на својот инструмент, кои што оставиле белег сепак. Дали е тоа Иле од Битола нема да ни дојде, за жал тој свиреше во оркестарот Рудина. Има и други мајстори, ево од Источна Македонија, но за жал многу од нив се починати. Јас но вие, вам идејата ви беше... Имав средба со многу од нив да соработувам и да свириме заедно и да споделувам искуство, но ние еден ден заминуваме, а делата што ќе ги оставиме за нас тие ќе зборуваат. Тоа ви е идејата, но откривте кога се договаравме за ова гостување дека би сакале да се направи некаков регистар, да се знае кој музицирал или бил виртуозен овде во Македонија на овој инструмент. Јас сметам дека таа е задача повторно на учените, кои што веќе се едуцирани по таа област и кои што треба да одат од село во село, од куќа во куќа и да собираат информации и податоци за оние сепак повозрастни и живи гајдарџи, со цел да кажеме дека ние не сме нација без корен, не сме македонци без подлога, него напротив, нашето тло, нашиот корен е многу длабок и навистина имаме со што да се пофалиме во светот. Треба да се направи еден регистар, бидејќи регистарот ќе даде точни податоци во кое село колку гајдарџи има, кои се тие гајдарџи, од каде научиле музика. И тоа е една цела, да кажам, историја за еден народ, кој што треба да се стави на сега електронските носачи, јас не ги разбирам многу, но сепак некаква книга да се издаде некаков музички материјал,
да сепак Институтот за фолклор не дека не работат тие луѓе, но да се осврнат или да се посветат малку и на гајдата, разбирам. Да посветат ја на тие луѓе, поентата. Најчесто гајдата се учи од татко или од дедо, така по македонска традиција. Така би требало да е, да. Да, но каков е интересот за изучување на народните инструменти, вклучувајќи и гајдата еве на факултетите, ги спомнавте вие? Дали има интерес? Има интерес и тоа е добро. Благодарение на професорот Дутовски кој што ги внесе овие инструменти во прво во средното, да, прво во средното училиште, потоа и на факултетот. И сепак тоа е за пофалба. Но знаете како, гајдата носи една своја порака и вие морате да имате голема љубов кон тоа што го сакате да го свирите или да го изучувате. Јас држав едно време една школа каде што имаше можеби 15-20 ученици и на таа школа имаше многу заинтересирани кои што сакаат гајда да свират, па имаше и повозрастни, морам да признам. Многу беше интересно тоа што јас ги прашував тие деца дали вие искрено сакате да свирите или вашите родители сакаат да свират. И тоа е голема разлика. Тука знаете, убаво е човек да сака да свири. Убаво е човек да може да свири. Но сепак тука има нешто што се вика дарба, нешто кое што доаѓа од горе и или ви е дадено да го сработите или не ви е дадено да го сработите. Што е најпотребно, Стефче, за да се биде добар виртуозен гајдаџија? Еве рековте дарба, но дали нешто, некаква друга предиспозиција е потребна за да па не треба, бидејќи е тежок инструмент. Треба да се има слух. Треба да се има слух. Потоа тука тоа е прво и основно. Значи дарба треба да има човек, да ви е дадено од Бога. Потоа треба да има човек слух, како што кажав, да знае технички како може да си ја дотера гајдата, да знае музички или да ги согласи брчалото, да кажам, или бучалото со гајдарката или слагалчето и така натаму, и да може да вежба. Не може во стан да вежбате вие. Треба да се качите или на планина или во некаде село да појдете на сред село па да свирите. Во стан ние сме веќе затворени, ние сме веќе изгубени на некој начин. И јас токму имав еден проект, се надевам дека проектот ќе допре до надлежните, да ја вратиме, проектот се вика да ја вратиме културата во културните средини. Кои се културните средини? Културните средини се селата од каде што потекнува културата. Так. Бидејќи еден град, една, не знам, универзална сала, не дека нешто лошо треба да кажам, туку тоа е еден зид, еден затворен простор каде што не може да ве видат 25.000 луѓе. Да, па културната средина за овој конкретно инструмент е сигурно природна средина од каде што таа символизира слобода, веројатно нели на отворен простор каде што може да се музицира и каде што треба да се слушне оној нели продорен глас, ќе кажеме во случај или тон. Значи тоа е природата, тоа се местата каде што вие сте најблиску до Севишниот, да кажам планините, па и полето, на полето кога сте сами, вие сте сам со својата инвенција. Знаете, тогаш создавате, тогаш креирате. Бидејќи тогаш имате комплетна слобода, како што кажавте вие. Нема некакви сопки, нели, па дошло 10 или 11, па ви звони комшијата, или зидини, или ова е ваша гајда, слободно размислување има. Ова е вашата гајда. Една гајда имате или како гајдаџија се однесува кон своите инструменти? Има неколку гајди, за жал некој од нив недостасува, бидејќи ми ги украдоа. Но како и да е, сепак јас имам неколку гајди и тие гајди имаат различни тоналитети, тие се различни по тонот, но имам и гајди кои што се во наследство, да кажам. Гајди кои што се од мојот дедо, од мојот на дедо ми брат, нели како доаѓа на татко ми чичко. Така. Да. Гајди кои што останале во нашата семејна традиција. Тие гајди се повеќе од 100 години стари. Како се чуваат, Стефче? Што треба да се внимава да не се оштети? Кожата се менува. Јас, примерно, многу често ја менувам кожата, бидејќи таа има одреден век на трајање. Што повеќе свирите,
толку повеќе се троши или се амортизира нормално и мора да се смени. Но главините што викаме ние, тоа се овие делови каде што стојат инструментите, односно гајдарката, дувалото и бучалото, па и слагалчето, нели, тоа се главини или рогови така наречени, кои што се на некој начин долготрајни. Так. И кои што нема потреба некоја посебна конзервација да се прави или заштита и така натаму, за одржување, да. И тоа се дрвените делови или самите брчало и гајдарка, кои што, не дај Боже, може да се скршат, нели, па мора да се заменат со други. Гајдата има исто така специфичен начин на одржување, значи кожата мора постојано да се мачка, да се одржува, да се мачка со масло. Така, да. Не интересира се, затоа и прашуваме. Плюс имате и да се грижите, нели, за овие што ви останале во наследство и тие треба веројатно да се соодветна грижа за да опстанат. Точно така. Значи сите инструменти си бараат своја посветеност, своја грижа. Мора човекот да го сака, да го љуби тој инструмент, за инструментот да му врати, да го одржува. Тоа е основно. Кајва се очигледна љубовта, Стефче. Сакав да прашам, кој би украл гајда? Како тоа? Се случи тоа неколку пати. Не една, две ми имаат или и една ја имам дадено некаде, не знам на кого му ја дадов, тоа е третата гајда, тоа е мојата, за жал, гајда од Пеца Танасовски, кој што ја купи од мајстор Томе на времето. Так, да ја врати тој каде што Стефче ја дал, ако гледа. Нека се живи и здрави. Да, и неколку други инструменти. Бараме да ја врати. Има тука и тамбура и зурла и така натаму, но јас велам добро, нека го носат тоа и секогаш јас ќе им бидам во нивната мисла. Затоа и прашав, може би некој сака нешто ваше да има. Секогаш ќе им бидам во нивната мисла затоа што тоа го земале од мене и тие што го имаат, еве, нека го чуваат, само апелирам, нека го дадат во наследство на некого и само нека го има соодветниот третман, да не биде колку да се оштетили од други. Имаме ли добри мајстори се уште? Спомнавте некој мајстор кој што изработува? Мене ме радува фактот што многу е мал бројот на мајсторите, кои што исто така треба да им се даде почит на тие луѓе, бидејќи без добар мајстор ние немаме добар инструмент. Не можеме да музицираме добро на нашите инструменти. Има неколку мајстори, има мајстор во Прилеп, мајстор Љубен, го поздравувам. Има сега во Источна Македонија неколку мајстори, млади деца кои што изработуваат инструменти, има и други мајстори во Македонија. Но еве мајстор Синиша еве сега почнува да прави гајда, тој ќе дојде да свири на фестивалот, да, со неговиот син. По мене, значи сите мајстори се добри мајстори, но еве јас моментално имам гајдата од мајстор Љубен од Прилеп. Прилепските гајди или Мариовската гајда е најпозната на некој начин, но тука имаме повеќе видови и типови на гајди. Исто така и Инјевската гајда, да кажеме, е позната во Источна Македонија и таа има своји специфики, карактеристики, начин на врзување на самата гајда, начин на свирење, звукот е поразличен и така натаму. Имаме мајстори и мислам дека оваа традиција на изработка на изворните инструменти, поготово на гајдата, треба да се пренесе од мајстор на некој навистина мајстор кој што сака да го работи тоа. Или на некоја млада генерација. Консултација, мислам дека немаме линк. Така, не, добро. Добро, тогаш имаме време да си помуабетиме уште како што и уживам во овој разговор со вас, Стефче, морам да признам, верувам дека и публиката, што велат шкотите за вашата изведба, за нашата изведба, нели македонска, но и конкретно вашата, кога ве слушна еве во овој простор и колку се разликува тоа, бидејќи спомнавте, има различни гајди, различни тоналитети, различно музицирање, различни тонови, типови, не знам. Нашата гајда е едноставна гајда на некој начин. Не е сложена во смисол на да има 3 брчала, па не знам други. Еве, ова мојата конкретно е со едно брчало и едно слагалче, тоа е исто мало брчалче. Да, сум ги видела нивните дека имаат повеќе брчала, да. Брчала, да, или не е некоја гајда со ирска, да кажем, или еве шкотската, ќе ја земам конкретно за пример, кој што јас гостував неколку пати во Шкотска и имав прилика да запознам голем број на гајдаджи. И
и на фестивали, и на концерти сум настапувал, и на приредби разноразни, и на покани нивни. И еве морам да кажам најнапред што се случи 90-тите години на Пантелеймон имаше некаква прослава по некој повод и ме поканија мене да свирам и презентација на виски ли беше, не ми тикнува точно што, шкотско виски и беше поканет еден гајдаджија на таа промоција, на тој настан, беше поканет и јас од Македонија. И замислете, 90-тите години, значи 92-та, 3-та, нека е тука некаде, 4-та, јас свирам со некој господин од Шкотска и после 25 години, по некоја случајност, јас одам во Шкотска со мојот ансамбл, нели со мојата група, седнуваме и доаѓа еден човек, вика, вие сте од Македонија, да, јас вика 90-тите години бев, па вика свирев со еден гајдаџи од Македонија. И викам, дали се сеќаваш како се вика тој? Па да, вика, тој Стефче си, па јас сум. И после 25-30 години се гледаме во Шкотска, се препознаваме и тоа беше една општа радост. И морам да ви кажам дека шкотите поготово имаат почит кон нашата гајда, кон нашата музика. Така, да. Самиот звук на нашата гајда оплеменува. Значи, тие се на некој начин допират до нив. Емоцијата што ние преку музиката, да кажам, од Севишниот, што ја носиме од горе, што ја добиваме и што ја пренесуваме преку нашата музика, зрачи љубов. Да. Зрачи сплотеност, значи почит према сите тие луѓе. Има нешто, Стефче, во се тоа што го зборувате, па само видете кои се шансите да се сретнете повторно со вашиот колега после 25 години. Точно така, после 25-30 години се сретнуваме и тоа беше една прослава со неколку врсти на шкотско виски. Се радувам што е така и што сте наздравиле и што сте ги помешали и културите, нели, и енергиите и љубовта, да, многу во. Да. За крај, пред да ги подсетиме на фестивалот луѓето, само да прашам, може ли да се живее од гајда? Односно, може ли за ансамблите да функционираат и тоа? Што е потребно тука да се направи за да се промовира на тој начин, ако каква иднина му нуди на еден млад гајдаџија гајдата? Да. Знаете како, јас живеам од гајдата и од изворните инструменти, но јас повеќе живеам за гајдата и за изворните инструменти. Убаво кажано, доволно е, Стефче. И сметам дека ако ние посветиме на некое, еве и локално ниво нека биде, да имаме заштитни брендови во смисла на бренд на град не Скопје или на бренд на ајде, не знам што биде некој гајдаџија, тоа мене ќе ме радува. На Прилеп, зошто да не одиме ние како гајдаџија во Прилеп пред споменикот на Пеца Танасовски на неговиот роден ден, да отсвириме сите гајдаџии од Македонија, да се собереме таму и да отсвириме нешто во чест на Пец. Тоа е таа почит што треба ние помладиве, јас сум сега во добри, убави, зрели години, да ја искажеме према тие луѓе кои што оставиле вистински дела. Сега, колку ние тоа дело ќе го сочуваме и како ние тоа ќе го продолжиме, тоа останува веќе на индивидуално ниво. Но затоа апелирам, тука треба да бидат институциите, тука треба и на локално и на државно ниво да се помогне и повторно да кажам да се направат класификации, да се направи тоа ниво, да знаеме кој на кое место се наоѓа и мене не ме плаши ако утре некој е подобар од мене. Јас напротив ќе се радувам и ќе го отстапам моето место на тој што доаѓа после мене. Да, само нека има нови генерации. Благодарам многу, Стефче, уживавме во разговорот, ги подсетуваме 15 декември Универзитетска библиотека, така? Браќа Миладиновци, градска библиотека. Градска библиотека Браќа Миладиновци, 19 часот, слободен влез, повелете сите. Сите љубители, сите добронамерни луѓе, јас морам да ги пофалам уште еднаш, што сите оние кои што ги повикав ми се одзва без никаков проблем и без никакви услови. Поддржете оваа љубов и оваа сплотеност и звукот на македонската гајда. Ви благодарам за поканата.